Добар ден и од мене, пријатели, добро дојдовте во уште едно издание од прашања и одговори со Јосиф. За секој од вас кој што можеби првпат се среќава или не се среќава првпат, но не се охрабрил, можеби да биде искрен и да го постави прашањето и можеби да си го разреши митот или дилемата во глава поврзани со теми за кои што најмногу збораме, тоа е здрав и активен начин на живот, може тоа да го направи користејќи го хаштагот #AskJosif или користејќи ги моите лични профили на Instagram и на Facebook и секако тука си броевите на телевизија Телма. Доаѓа од Василевски Бобан и праша како црниот бибер ни делува на телото и која доза би се сметала за предозирање. Бобан е искрено и јас сум свесен и многу од луѓето се свесни дека биберот е практично најкористениот зачин. Од прастари времиња уште доаѓа од Индија и се користел како првиот зачин со кој што имало трговија во светот. Освен што дава вкус и го збогатува вкусот на едењето, исто така се користи во многу други и во медицината се користи освен во исхраната, но на што се поспецифични и попознати дејства на биберот се тоа што има и антибактериско и антивоспалително дејство. Затоа и нашите баби и мајки го користат во конзервирање на храна и кога прават зимници. Од друга страна има некаде десетина хранливи вредности во својот нутритивен состав, од кои што најдобри би ги издвоил протеинот, исто се тука растителните влакна и уште некои 5-6 витамини, минерали, но како и многу други работи, не може да очекувате дека јадејќи бибер ќе решите одреден проблем, она што константно го зборувам тука, но се разбира дека може да ја збогати храната и хранливата вредност. Се работи за многу мали количини кои што секој од нас ги користи можеби на дневно ниво во јадењата кои што ги прави, затоа не може да очекуваме некаква промена. Искрено и за предозирање мислам дека е премногу тешко тоа да се случи. Веројатно би требало да изедеш оние што се знам дека во маркетите има пакување од 5 мали пакувања од црн бибер, има едно расистичко кое што најмногу можеби го употребуваме со црнец на сликата, така да веројатно ако изедеш такви 5, можеби и ќе се предозираш, но во секој случај не би знаел искрено да ти одговорам во целост на тоа со предозирањето.